Добро дојдовте во Што не е јасно, јас сум Љупчо Цветановски. Денеска во емисијата ќе зборувам со универзитетскиот професор Лидија Горачинова, дел од Глас за Македонија и советник во општина Штип. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Добро вечер на вас, Љупчо, и на гледачите на Алфа телевизија. Професор ќе вела дека еден од најстарите рецепти ако сакате да уништите држава и народ е да го уништиш образованието. Вие излегувате токму тоа образование, работите во него, но и добро сте упатени во состојбите во Македонија. Ваша оценка на кој дередже сме сега? Моje мислење е дека за жал на добар пат сме да покажеме дека важи ова што го кажавте, односно дека работите одат на полошо наместо на подобро. Кратко. Така, основата. Најниско е ова или можеме и подолу? Бидејќи честопати бевме оптимисти, што би рекле неинформиран песимист, мислевме не може, особено во политиката се покажа тоа. Во образованието можеме да одиме подолу? Исто како и во било која сфера, значи од секое добро има подобро, но важи и обратното. Од секоја лоша состојба има уште полоша. Така да ако се надеваме дека сме го допреле дното, па ќе се оттиснеме некаде повисоко, се лажеме. Оставајќи ги работите стихино да се одвиваат, на крај ќе тонеме. Зошто? Затоа што, еве, ако се споредиме со останатите земји во блиското обкружување, во Европа, кон која што целиме, односно во рамки на образованието се стремиме да достигнеме некои европски стандарди, сите земји напредуваат на некој начин. Ако ние доволно е само да стоиме во место, разликата ќе се зголемува, така? Ќе назадуваме во суштина во однос на нив. Денеска се случи и нешто прв пат во Македонија, поврзано е со образованието, но колку е образование, колку е политика, колку е црна хроника, 8 дојави за бомби во скопски училишта. Меѓу нив имаме и извикани како Корчагин, Орце Николов, Јосип Броз Тито, Асуц. Како гледате на ова? Некој прави дефокус на нештото, политика, образование или црна хроника? Па јас се надевам дека не стои сериозна закана, односно нечија сериозна намера позади ова. Сега, не би рекла дека е и несолена шега, бидејќи е премногу сериозна работата да дури и така млади, можеби недоволно зрели и одговорни личности ја направат истата. Предпоставувам дека станува збор за некакво оттргање на вниманието од можеби од некои други нешта. Ќе видиме деновиве што ќе следат, ќе се покаже. Мислам, се надевам дека е тоа, не дај Боже да е нешто реално. Нешто сериозно како предвезник на нешто лошо. Што не дај Боже ќе се случува. Не дај Боже. Честопати велам дека ѓаволот ја однесе шегата од Македонија, но една од новите шеги е продавам универзитетска диплома, гратис следува и средношколска со неа. Како гледате на овој не е нашега кажан тренд во Македонија? Па половина не, ама една четвртина можеби од политичарите актуелни имаат афери за купени дипломи, излегуваа и луѓе со документи, докази, ништо од тоа не се случи. Никој не ја загуби дипломата, никој не докаже дека му е вистинска, ниту пак некој од тие сомнителните факултети беше казнет. Како гледате на оваа појава? Знаете, Љупчо, некако испаѓа дека во нашава земја со се тргува. Так. За жал и со јавниот интерес, со етички стандарди, буквално така, бидејќи ова не е шега. Так. Апсолутно не е шега да се купуваат, продаваат дипломи, докторати, магистри. Зборувам за сите степени на образование. Знаеме, познати беа случаевите што беа изнесени во јавноста. Се надевам дека некој од надлежните институции, се знае кои се тие, Државниот просветен инспекторат, јавното обвинителство, самото Министерство за образование и наука, ќе почне да се занимава и со нив и дека можеби ќе се добие некаква завршница на некои од тие случаи кои што сериозно имаат индикации дека навистина се случиле, па тоа веројатно ќе предизвика и одредени последици кои што ќе ги спречи некои идни обиди понатаму за такви слични појави.
Не знам што да кажам повеќе од ова. Колку случувањата токму на полето на не повака образованието се причина за ова дередже на кое што сме како држава? Колку има влијание случувањето во овој есенцијален сектор за многу работи, токму за начинот на што се случуваат па другите работи доаѓаат толку нормално или ненормално? Па во целото општество ни се случува некаква девастација на етичките норми, стандарди, стручни стандарди. Не може образованието да остане изолирана оаза во целото ова општество. Така да системот е тој кој што на некој начин условува да се рушат вредностите, се прават импровизации, па ако сакате и злоупотреби секаде. Луѓето, за жал, се навикнаа дека треба, дека може, уствари, не дека треба, да се доаѓа до целта не по оној вистинскиот пат, туку по заобиколни патишта. А не постои систем кој што тоа ќе го спречи. Односно, имаме ние систем, меѓутоа не гледам волја на оние кои што се задолжени да го практикуваат законите, процесите, да тоа го направат. Слично како Ковачевски и Заев, така и мислевме слично и дека после царовска, тешко дека некој ќе може да ја надмине. Сега започнавме школска година, завршивме без свидетелства, ја започнавме со свидетелства, што беше парадоксално, но ја започнавме во голем дел на одделенијата, особено основните, без учебници, со сето она што следуваше и во другите образовни сектори. Мислевте дека после царовска дека ќе може и полошо? Сепак таа беше шампион, ама очигледно за одредено време. Да, бомбастично воведе една реформа, ајде да видиме докаде сме со таа реформа. Што добивме на крај? Да. Ако добро размисливме, добивме преуредени наставни планови, програми, можност за некакви дополнителни импровизации, намалување на вредноста на фундаменталните предмети, природните науки, биологија, хемија, физика, историјата тука, што е веројатно и поврзано со некои политички состојби, а на крај ништо во суштина не се смени. Моја блиска особа во образованието еднаш рече: затупевме на некој начин професионално од самите програми. Се работи за математичар, се едно, меѓутоа програмите се од година во година се полоши и полоши, во смисла дека не ја постигнуваат основната цел да ги учат учениците како да постигнат функционално мислење, како критички да размислуваат, да решаваат проблеми, не развиваат аналитичко, синтетичко мислење, логички процеси на заклучување, што се потоа се одразува до помалку образована нација на крај. Тоа е крајната интенција на целата приказка? Па не сакам да верувам дека е смислена целата приказна, меѓутоа натаму одиме. Така, за жал. Доаѓате од високото образование, кои се најголемите проблеми во моментов според вас во него? Или ги има премногу долго и премалку време во емисијата? Ја не би составувала приоритетна листа. Она што беше видливо минатите неколку месеци беше еден скромен обид на протест на наставниците во врска со нивните ниски примања. Значи, тие имаат исклучително ниски примања. Меѓутоа, тоа е едниот аспект, кој што многу влијае врз нивната мотивација за понатамошен личен развој и напредок. Така. Меѓутоа, се уште со години не е решено финансирањето во високото образование. Тоа е голем проблем. Втора работа, не постои можност на академскиот кадар да пристапува до релевантни научни списанија, часописи. Значи, ние веќе 30 години независност, уште пред 30 години другите земји има можност не само секој професор, асистент, значи академскиот кадар, туку и самите студенти да учат од нови научни трудови, значи имаат пристап до
познатите релевантни бази на податоци, а кај нас не се најде ниедна, да речеме, политичка гарнитура во времето на практикување на власт да инвестира во научниот развој на академскиот кадар. Не само ваков, туку од година во година е се полош. Каде е тој научен фонд? Значи, фонд за научно-истражувачки развој. Не, ние сме принудени да се снаоѓаме преку наши блиски, да речеме лични, приватни контакти на професори надвор од Македонија, доколку ни е потребен некој труд да пристапиме до него, односно да ни го пратат тие преку нивните акаунти на универзитетите. Значи, тоа не е направено. Што друго да ви кажам? Не се води сметка за развојот на подмладокот. Значи, има периоди на стагнација, во смисла дека не се одобруваат доволно финансирања да се прими потребниот млад кадар, кој што потоа ќе биде носител на универзитетската дејност. Со текот на годините, тоа не се прави преку ног, не може преку ног да се постигне, тоа е процес за кој требат години и треба да се планира. Јас не го гледам тоа. Има периоди на стагнација, понекогаш тука и таму ќе се допушти некакви финансирања. Дали пак самите универзитети правилно ќе ги насочат, тоа е друга работа. Не знам што се не е проблематично, така да кажам, во самото функционирање. Планирањето на од аспект на поврзаноста со основното и средното образование. Планирањето на наставничкиот кадар. Ние можеби тотално е запоставено според мене. И да, имаше некои одамна стимулативни мерки, уште постојат за да се добро стипендираат оние дефицитарни кадри математика, физика, хемија, ми се чини дека беа во прашање, но како да некако не беа доволно популаризирани меѓу учениците, матуранти, за да тие се определат за такви професии, па се случуваме сега, се случува да се запишат едва и десетина, дури ни толку студенти на такви факултети. А секоја година наставниците по математика, физика, хемија, па сега веќе и биологија станува проблематично, заминуваат во пензија, нема тој број што се создава како нов кадар, не е доволен да го надомести постоечкиот. Имаме проблем со информатички кадар во училиштата. Зошто? Тоа е пак друг вид на проблем. Затоа што информатичарите се многу подобро платени во приватниот сектор, па тешко да се одлучи некој, оти тоа не е едноставен процес и не е едноставна задача да се биде наставник, да се зафати некој со таква кариера за малку пари, а многу работа, кога на некој начин со истиот труд ќе остварат подобар кариерен развој и финансиски или благосостојба лична во некоја од приватните информатички фирми. Истото се случува и во, ако сакате, и во за потребата на информатичкиот кадар во јавниот сектор. И таму тешко се наоѓаат сертифицирани, нели, со диплома информатичари. Така да не знам како ќе оди работата ако нешто час побрагу не се преземе за да ова се промени со соодветни мерки, стимулативни и да се планира, бидејќи на крајот нема кој да ни ги учи децата, ако сакате да мислам, можеме и така да кажеме. Слушајќи ве, подобро е да се констатира дека полесно да се наброи што функционира и што е добро отколку што не функционира и треба да се направи или грешно? За жал така е. За жал така е. Го спомнате финансирањето во високото образование. Дали зборуваме тука за нееднаквоста, пристапот до различни факултети и различни, нели, фили? Па вака, ние уште имаме онакво финансирање по студент, кое што како модел не е добар. Не може една држава подеднакво да изначат, не знам, 2000 студенти на правен факултет и 2000 студенти да има на природно-математички факултет, да речем. Сега без да навредам некого, меѓутоа има стратешко значење потребата да градиме и математичари, и физичари, и биолози,
географија и така натаму. За разлика од оваа претходнава потреба. Сега државата ги финансира, такво е финансирањето, да дел од тие средства одат за плати на професорскиот кадар, асистентскиот, академскиот кадар. И доколку факултетите, што се смешни рековме, заради тоа е реакцијата, факултетите имаат можност, значи се уште е тој модел од собствени приходи, оние квоти за кофинансирање, разни услуги што ги дава факултетот, односно универзитетот да прибира средства, тој може на некој начин да ја подобри оваа ситуација. И сега тука имаме разлики. Факултетите кои што имаат голем број студенти, имаат можност на некој начин да добијат подостоинствени плати. Но некои факултети тоа не можат да го направат. Што да ги затвориме сега? Бидејќи луѓето ќе си бараат поинаква перспектива. Младиот кадар нема да ја гледа својата перспектива таму. Повторно ќе кажам, за многу труд вложен низ годините за да се стекне научно звање доктор на некои науки, за такви мали примања во меѓувреме, па тие не можат ни своји семејства да основаат, значи имаат многу проблеми. За да некој твори, научно работи, треба да има спокојство, треба да има мир, а не да решава вакви елементарни екзистенцијални проблеми. Премногу ангажман, премалку финанси? Да. Така, во основа. Рангирањата постојано светски на нашите универзитети се повеќе од лоши. На што се должи ова? На лошите програми, на надледните средства, на пристапот, како што велите, до потребните информации, бази на податоци, или целокупно имаме хаос во приказката? Токму на тоа, премалите финанси, премалите средства издвоени за научна дејност. Нашиот кадар не е ни полош, ни не знам колку спектакуларно подобар. Во основа, на почетокот на својот развој. Меѓутоа, ако не се инвестира во него, за да тој ствара интелектуален производ, а тоа се научните трудови, не знам, апликативни можеби проекти кои што во позадина имаат високостручна работа, не може да очекуваме дека ќе напредува. Ако сакате една обична чаша, за да ја произведете, потребно ви е да инвестирате во тоа. Кај нас можеби за се размислува да се инвестира, очекуваат професорите, академската фела да работи без пари и да ствара продукт. Значи нема цена нашиот труд, интелектуалниот производ. И не се изненадувачки ваквите резултати што ги имаме. За жал, тоа е одраз токму на тоа. Како во Македонија да се вратат оние вистински вредности кои што ги спомнавте и кои што дефинитивно се девастирани, и колку во целата оваа приказка има улога политиката, општеството, во кое што еден пример за успешен човек, рол модел, еден поранешен премиер, 3 пати аболиран, кој што направи милиони и кој што самиот се фалеше дека имале по 3 часа неделно сите денови, само петок 4 станал премиер, и тоа е урнек за младината која што гледа успешен, богат човек, па сега дури има и фондации, што ли не дели за енергетики и економи. Колку приказката во економијата има всушност општеството, целата приказка е свртена околу политиката, каде што гледаме кој успева, па младите гледајќи што се случува, нели, чуму да учат или да се однесуваат како што треба, чуму да ги протежираат и сакаат тие вистински вредности, кога од нив реално гледано нема ајр. За жал така е. Моделите се многу битни. Иако авторитети или експонирани во јавноста личности на некој начин со подценување се однесуваат кон знаењето, кон квалитетното образование и вистинските вредности, тоа е повеќе од жално. А успешната економија, па за успешна економија мора да стои и успешна наука на некој начин. Не зборуваме за купи-продај на дневна основа, некакви сделки кои што се... Значи, што е модел на успешност кај нас, сега да се запрашаме? Успешен е оној кој што направил многу пари или успешен е оној кој што создал некакви вредности? За жал, ние мериме се преку призмата на парите
така да изместени се и тие вредности, што значи да се биде успешен во ова наше општество. За сметка на таквите некои искривени стандарди, значи работите ги гледаме преку некоја чудна диоптрија, ќе имаме вакви лоши стереотипи на успешен поединец во нашето општество. Има шанси да се вратат работите назад на вистинското место или тоа е утопија? Секогаш има шанси. Меѓутоа, колку похаотични стануваат работите, колку неорганизирани процесите, толку е тоа потешко, нели? Да, треба да се направат промени. И за таа цел што треба да направиме? Прво ние да се запрашаме, односно да си дадеме одговор на прашањето. Сакаме ли ние квалитетно образование или не? Или тоа ни е само онака флоскула која што нема без никакво значење? Ако веќе сакаме квалитетно образование, тогаш тоа е политичка одлука, значи треба да одлучиме да инвестираме во образованието. Да инвестираме, зборам, со паметни проекти, не со фрлени пари за некакви си идеи на некои учени недоучени. Имавме такви случаи, така? До сега. Правилно да се насочат парите, повеќе средства да се издвојат, меѓутоа и правилно да се насочат средствата кон постигање на целта. Секако треба да се дефинираат прецизно задачите преку кои ќе ја постигнеме бараната цел. Една од најголемите болки и премрежја, како и да речеме, на македонското општество, она што се случува во моментов, но се случува и минативе години, сега мислам дека и се засилува, се вика иселување токму на младите мозоци. Оној brain drain, но работата си одат во странство, затоа што не може да останат тука. Не е само проблемот во парите, професорке, според многумина, проблемот е во системот. Девастираниот, тотално уништен, разорнат систем кој што не постои. Моментот кога одите на суд и треба да фатите врски, одите на лекар треба да фатите врски, одите во општина треба да фатите врски, или нема да ја завршите работата, доколку пак не ја завршите, другото чаре е рушвет. Тоа е македонската приказка, да не се лажеме. Или луѓе да знаете, или да имате пари за да платите. Луѓето најчесто, оние што одат во странство, дали образовани или не, се жалат на тој момент дека тука немаат стабилност, дека нема систем и одат таму, барем знаат на што се. А се помалку и се чувствуваат како своји на своето, со сето она што ни го прават на национално ниво, со целата таа тукашна девастација на националното и македонското. Колку непостоењето на системот е реалниот проблем. Во права сте, мислам дека убаво ги диагностицирате работите. Значи, еве јас лично познавам луѓе, односно млади, од релативно добростоечки фамилии, па што заминале во странство. Значи, не е само проблемите секојдневни, дека ништо не ни функционира, за се ни требаат некакви врски за обиколни патишта, трошиме време, енергија на крај да не постигнеме она што треба да го постигнеме во рамки на една нормална функционална држава. Работата е што самиот поединец во вакви околности не може да оствари оптимален, индивидуален, личен и кариерен развој. Значи, луѓето не можат да се реализираат себе си, зборувам за младите луѓе пред се, макар што имат дури и повозрастни што се изолуваат, меѓутоа, ајде, темата е младите. Другиот проблем веќе зборувавме. Образованието кое што според некакви нормални стандарди не е на задоволително ниво. А ние се образуваме да во крајна линија бидеме, односно младите се образуваат да бидат граѓани на светот. Светот е отворен, поврзан. Тие сакаат да се стекнат со образование кое што можеби утре, независно дали ќе заминат во странство или ќе останат овде, ќе им овозможи да бидат конкурентни, ценети во својата професија. Сваќајќи дека тоа не може да го постигнат, се обидуваат барем еден циклус од своето образование да завршат. Или тука да дипломираат, па да продолжат на магистратура надвор, или пак уште во старт да заминат на додипломски студии во некоја од најчесто европските земји. Така да причините се тие и за жал ни се одливаат и во тие процеси и најголемите умови. Значи и оние кои што на некој начин утре треба да ги носат процесите на некое повисоко, а не само микрониво.
Годините минуваат, влади се менуваат, но проблемите секогаш остануваат. Секоја влада доаѓа со онаа фраза да ги вратиме младите. Секогаш е главно во нивната програма, ако не па буквално на врвот на нивните приоритети да ги задржиме младите, па едно време и оваа влада оставаше кондори редеше пред владата, што веќе не чуда и врагови се изнагледавме, за да како и секоја влада доаѓа со ветување дека ќе направи се да ги задржи младите, а да замине со десетици илјади партиски вработени. До кога со овој тертип на работа и до каде ќе стигнеме така? А тоа е тоа што ви го кажав, значи ние треба да изразиме искрена волја кога веќе декларираме нешто, дека истата ќе ја реализираме. А пазите, кога сте власт, сите ресурси ви стојат на располагање. Лошо е ако сте поединец, некоја здружение, асоциација, тогаш можете работите да ги менувате само во својата микрооколина. Но замислете кога имате ресурси да менувате држава. Значи работата во случајот е точно однемање волја за тоа, односно испаѓа дека не ни е грижа. Не ни е грижа за ништо, не ни е грижа ни за младите вклучително. Дека институциите всушност за дел од гарнитурите на власт всушност е само средство за задоволување на своји лични финансиски интереси, односно постигнување на некаква моќ. Сето друго е оставено стихино да функционира, а кога ќе се остави стихино, назадува. Дали перцепцијата за и околу младите се менува со опозицијата, односно најчесто кога луѓето се во опозиција, за партиите зборуваме, нели, сето тоа е најбитно, најважно, за да откако ќе дојдат на власт се менуваат приоритетите очебино, па тука е притисокот на партиците, па оние што лепеле плакати, па оние што се ангажирале и нивното вработување, онаа стара македонска приказка. Еве вие сте сега во опозиција, во коалиција сте со ВМРО, ДПМН и другите партии на локално ниво, ништо чудно да бидете и на централно, доаѓаат каде и да е избори, дали ќе бидат редовни или парламентарни предвремени, не се, но ќе дојдете на власт, ќе останат работиве повторно вака декларативни само или ќе се залагате, еве, бидејќи верувам дека новата влада ќе биде составена од ВМРО и од коалиционите партнери. Значи јас не можам да зборувам за другите. Можам да зборувам само за мене лично и за мојата партија, Глас за Македонија, познавајќи ги луѓето, дека искрено, единствено, пазете, тоа не се луѓе кои што не се реализирани, оние барем во врвот, така да кажам, што ги креираат политиките. Не се луѓе кои што не се реализирани во своите кариери. Ниту се желни и гладни за пари. Тоа не е таков профил на луѓе. Значи, јас сум сигурна дека доколку ние би можеле да ги менуваме работите, би го направиле тоа на начин на кој што ќе ги предвидиме според нашите програми. А ние ги третираме за најразлични прашања, вклучително и за образованието, имаме различни решенија. Меѓутоа, немаме ресурси тоа да го направиме се додека сме во опозиција. Можеме да ги работиме, да ги менуваме работите само на некое микрониво. Прашувате дали луѓето, нели, односно партиите кога се во опозиција, едно зборуваат, а кога ќе дојдат на власт, друго прават. На тоа се сведува, така? Двете лица, мистер Чеки и доктор Хајдер. Па тоа е заради тоа што по секоја цена се даваат ветувања кои што потоа се должни да ги исполнат, а таквите ветувања покрај оние бизнис некакви, да речеме, процеси да се реализираат, се однесуваат пред се на вработувањето. И тоа води до најголемиот проблем, значи тоа е таа партизација на институциите, која што е точно резултат на овој процес. Не наоѓајки начин на друг, значи, пазете, според мене учеството во некоја партија треба да биде волонтерски и самото остварување на некои општествени цели во рамки на кој поединецот ќе го најде личниот интерес, треба да биде сатисфакција и цел сама за себе. За жал не е така. Луѓето учествуваат во партиите за да остварат одредени лични цели. Декларативните заложби на страна. Меѓутоа, она што го гледаме на терен е буквално да
станува борба за вработување во јавните институции. И што направивме? Балонот го издувавме до граници на неиздржливост. Зборувам за превработеноста во јавната администрација. Зборувам за едно министерство за политички систем, од кое што не видовме никаков продукт. Пазите, што испорача? Тие треба да испорачаат некаков модел, ако не друго, барем да го спречат фалсификатот при изборите. Ништо немаат испорачано. Ја така ја гледам смислата на Министерство за политички систем. Значи, секое министерство треба да даде некој продукт, некој резултат од својата работа. Што видовме ние од тоа министерство? Значи, еден куп луѓе кои што се вработени, се шпекулира дека, односно не се шпекулира, јавна тајна е дека голем дел од нив дури и не одат на работа, а земаат плата, преоптеретена е јавната администрација, во услови кога сакали или не, дел од процесите се дигитализираат. Така, она што порано рачно се работело, сега барем со помош на компјутери се пресметува, се намалува потребата од административен кадар, а ние доаѓаме до парадоксална ситуација да зголемуваме уште и уште. И овој проблем треба и може да се реши. Не е нерешлив. Меѓутоа, треба да се запре со таквите енормни, нереални партиски вработувања. Дали реално е дека македонските Сцили и Харибди кон создавањето, нели, на патот кон создавањето на успешна економска и национална држава, токму се констатираното целосната партизација, клиентелизам, непотизам, нешто што е ачик дречи, буквално предпоставувам дека освен кинескиот зид од вселената се гледа и ова како македонски факти реално. Ние имаме тотална партизираност и, ако сакате, корумпираност на институциите и системот. Целосна таква. Не е до луѓето. Мислам дека Заев беше рекол, како беше, функционерите, министрите не се корумпирани, луѓето се виновни. Обичниот човек што нуди на некои, нели, раководни лица, од портир до директор дека ќе ги менува. Тие се виновни, нели? Не е така. Прво, секогаш проблемите доаѓаат од врвот па надолу. Врвот е тој кој што ги корумпира подолните слоеви. Според Заев, простете, рибата смрди од опашката. Добро, не се согласувам, само толку ќе кажам. Но не е само тоа. Кај нас и самите институции на некој начин се компромитирани. Еве, пак во контекст на ова вработувањето, партиското вработување. Значи, дали знаете дека систематизациите се прекројуваат за да се задоволат нечи буквално индивидуални потреби? Како тоа во некое министерство, да речеме во оделение кое што се занимава со финансии, економија, анализи, не знам такво, одеднаш во систематизацијата ќе најдете, а милион такви причини имате, само расчепкајте се вака новинарски, ќе видите, ќе најдете потреба за во тоа оделение да биде лице со завршен факултет за физичка култура, например. Еден куп такви небулози. А тој е психолог, карикирам, или економист на позицијата. Да, се е според закон, нема проблем. А како? Ние сме протнале некоја норма, не мора закон, да е некоја норма според која се однесуваме. Значи, ние ги на некој начин компромитиравме законите, нормите, стандардите. Или ќе се направат законите така недоречени, па за некои процеси немате надлежен субјект кој што треба да врши надзор или контрола. Според овој закон, и вака и така, оставате простор за произволно толкување, односно не е нешто регулирано, па соодветно на тоа намерно може да се прави тоа во законот за урбанизам, да речеме, или така, па затоа ни се случува овој урбанистички хаос и се. Нели постојано имаме некакви протести заради одредени урбанистички решенија. Да не набројувам примери, не е апсолутно битно. Па не може да се е чисто според законот за градење, според закон за екологија, не знам, според закон за заштита, нели, на животната средина, сето тоа да е во ред, а нешто пак да не чини на терен. Тоа значи дека не ни чинат законите. Или некој
не ги спроведува, а друг не го санкционира тоа. Нема друго. Нема друга опција. Имаме уште многу теми за отворање. Со нас е професор Горачинова Илиева. Останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите, имаме уште многу теми за отворање. Гостин е професор доктор Лидија Горачинова Илиева. Професорке, колку корупцијата е реален проблем во целата оваа приказка која што ја нашнавме во првиот дел? Корупцијата секаде постои во светот. Само што проблемот е што другите земји се справуваат со корупцијата на некој начин, односно ја држат на некое контролирано ниско ниво. Кај нас, only sky is the limit. Испаѓа работата, така? Добивме многу коруптивни афери. Видовме значителен број од судски завршници. Ништо од тоа. Некои кои што се уште траат и не знаеме како ќе завршат. Да видиме. Зборуваме за владачи што два генерални секретари еден по друг паднаа заради коруптивни афери, скандали со милионски суми. Зборуваме за поранешен премиер обвинет во повеќе случаи за милиони, исто така првиот беше 8 милиони глобал, па потоа подкупи што веќе не. Зборуваме за нов премиер, негов престолонаследник, како што го нарекува заради начинот на кој што дојде на своето место, кој што е поврзан со 26 милионски скандал со фотоволтаици. Дали повторно зборуваме за една приказка за урнекот, рол моделот, еве што треба да правите, што се представува. Корупцијата како, нели, основен начин за практикување политика и заради која што се практикува. Јас ви реков, не сум сигурна и оние процеси кои што се базираат, нели, на коруптивните афери, кои што се влезени веќе во судски процедури, не сум сигурна дали ќе завршат со некои пресуди. А не па вакви афери кои што само ги слушаме. Да не зборам за еден куп тендерски постапки. Јавна тајна е дека за да се добие некаков тендер треба да имаш некаков контакт. Значи, не верувам дека барем дел од тоа ќе најде на некаква судска разрешница на начинот на кој што се практикува сега судството, на начин уствари како делува обвинителската фела. Так. Значи, верувам дека многу случаи не доаѓаат, не се ни процесираат. Так. Значи, оде судиите се една приказна, ама тука поголема улога имаат јавните обвинители според мене. И ако нешто не се смени, ќе остане на она народната кучињата си лаат, караванот си мине. Колку 8% доверба во судството е темелена на она што се случува, бидејќи да не се лажеме, луѓето не пијат нафта, што се вели народски, гледаат што јасно и гласно се случува. Оние двојни аршини кои што се присутни секаде, особено во тој правниот систем, мислам дека правната држава СДСМ и ДУИ ја замислуваат како тие да владеат со правото, а не да биде владење на правото како што треба. Имаме случаи со, ги спомнате оние случаи кои што траат, не баре да не речам, нели, со години. Тука е Димова, Рашковски, Зекири, Дончев и Куртули. Порано кои што застареа. Застареа и никому ништо. Имавме, се сеќавате за уставобранителите, оние по 24 часа во судница, не баре не знам што се случува, драми, праење, филмски влетувања на полиција и што не. Оние двојни аршини колку се видливи? Па сами одговоривте во суштина на прашањето, приказната за 27 април и епилогот од истата ќе остане црна дамка врз нашето судство. Јас искрено жалам за сите тие што беа третирани како терористи, а далеку од тоа сите сме свесни дека не се. Тоа е едната страна. Меѓутоа, ајде да зборуваме за таа перцепција. Перцепцијата не е случајна. Доаѓа од искуства лични, оние, да речеме, информации кои што ги добиваме од јавноста, и таа е на некој начин реален одраз на она што ни се случува. Не дека не завршуваат судски процеси со некакви пресуди. Далеку од тоа. Ама големите риби испливуваат. Некако се протињаат, иако се големи, наоѓаат процеп да излезат неказнето. Заглавуваат,
оние малите луѓе кои што Шалтерските немаат работници со грб за пасошите, за ситни дела, Так. можеби и така натаму. Така да тоа е факт од кој што ние не можеме да побегнеме. Нема да одиме напред ако тоа не го решиме. Ниту Европа ќе не прими како такви. Прашање е дали некогаш, дали некогаш, тоа е друго прашање. Меѓутоа, не можеме ние усти полни Европа, европските вредности, принципи, закони да за нас не важат. Тие што најмногу се декларативно залагаат за европските стандарди, за одење во ЕУ и по секоја цена, со која што јас апсолутно не се согласувам, тие најмногу ги кршат истите. Тоа само можем да го кажам. Како се навикнавме на ова што се случува, секој ден буквално стануваме, пиеме кафенце со нов скандал на власта, попладне имаме друг, а си легнуваме со некој си трет скандал, сето тоа ни станува нормално. Дали е таа нова нормалност на Заев и Филипче што сакаа да ни ја продадат со короната пред 2 години? Па зборуваме ние за ова. Малку и претходно начнавме некоја слична тема. Баш гледам како на некаков тренинг на нивото на толеранција на се она што не треба да го толерираме. Так. И ако тоа ниво, таа летвичка, постојано ни се подкрева, значи ќе имаме некоја мега афера или ќе помине неказнето или ќе помине во некаква форма нешто во кое што не е допустливо, сите сме свесни за тоа дека нешто не чини, не бива, ама ќе биде, ќе помине. После тоа ние сме со едно ниво открената летвичка. Значи, штом тоа прошло, ќе помине и нешто уште полошо, така да кажем. Така да, буквално, сите сме помалце, колку и да критички гледаме на работите, на некој повеќе, на некој помалку, му влијае тоа изместување од реалноста преку многу секојдневни случувања, и кој што на некој начин не прави баш анестезирани ментално за да реагираме, да пресретнеме некои општествени случувања, да спречиме или да ги активираме, не знам. Дали тиквата почнува да пука, дали работата врие, се будили народот во превод, преку овие протести што се случува, првим беше железница, па ЈСП, па водовод, па пошта, земјоделците немаше фела нивна која што не излезе во меѓувреме, почнува ли да врие работата, буквално чепнати онамо каде што е најболно во джебот, па луѓево да се будат и за националните прашања и за се, или може би е прерано се уште да кажеме такво нешто, да констатираме? Гледайте, луѓето реагираат и се повеќе реагираат и на некој начин дава надеж тоа дека се будат. Меѓутоа, ја не гледам баш критична маса или критичен момент кој што ќе ги промени работите. Значи, или критична маса, доволно бројна маса, која што цврсто ќе промене нешто, ќе ги земе работите во своји раци, на некој можеби со некои други методи, не со овие со кои што ние те бараме предвремени изборите, не знам што, ништо не се менува. Значи, тоа е едното и можеби уште не сме ја допреле, она дно нема, меѓутоа долна граница на издржливост. Оти токму сиромаштијата е таа која што може да предизвика или некаков огромен револт за нешто кај поединецот да промени нешто во своето однесување, а не вака мирно да биде посматрач на дневните случувања. Не знам, ќе видиме. Македонија врие и светот и од различни аспекти, не само војната во прашање, тука се економските и енергетските приказки, но паралелно со вриењето во Македонија на овие полиња имаме и нова канонада на странски притисоци, непринципиелни, недемократски, гледано повторно од авион, доаѓа некој, еве денеска е фон дер Лајен, тука беше Шолц, предходно Макрон, па не знам кој веќе не амбасадор се изнареди, па доаѓа и од оние помалечките земји, предпоставувам ги натерале, за кои што не ни слушнале дел од граѓаните, не па за имињата на тие, нели, председатели на држави, премиери, министери, министерки за надворешни работи. И целата приказка е променете го уставот, за да бугарите влезат во тој устав. Зборуваме за 3500 според последниот попис.
на ниво на статистичка грешка се. Тоа е факт, ама некој запиња и запиња. Како гледате на овие непринципијални притисоци? Па ние не со бугарите не сме расчистиле некои работи во поглед на тие 100.000 или колку и да се бугарски пасоши, така? Ние не, тие оперираат со таква бројка. Така, да. Кои што добро знаеме дека се добиени заради некакви други пред се економски интереси, се разбира, но реални не се. Чувството на етничка припадност може да биде едно, може да се промени ако сакате, така? И релевантни се оние бројки од пописот. Емисари доаѓале, поготово во поново време, во мое време, кога јас бев млада на турнеја, идеа групи, не знам, глумци, театарски, некои групи, сега доаѓаат политичари на турнеи. Еве оваа последната во Балканот и тоа е форма на вршење на притисок. Малку морков, малку стап, се гледа дека нешто се таласа тука, значи сакаме нешто да постигнеме во рамки на нивната глобална слика, не сме нешто поинакво да се случи во Македонија, добро, доаѓаме, вршиме притисок. Реков, дел со морков, дел со стап. Предпоставувам, не е само стапот во прашање, има некој кој што на некој начин добива морков од целата приказка. Останува и приказката и констатацијата дека ние буквално реално не добиваме ништо, ние сме повторно еден вид на колатерална штета, повторно ги застапуваат правата и желбите во овој случај на оној посилниот беше претходно Грција, сега е Бугарија, никако Македонија да се најде во централната приказка. Ама нема ни да постигнеме, Љупчо. Значи ние од моментот кога почнавме да бидеме уценувани, значи да прифаќаме, да правиме отстапки за која што ни една сериозна, суверена земја нема да направи отстапки, ние се ставивме во едно политичко робство, во заложништво, ако сакате. И нема начин да се излезе. Значи малку нешто да сакаме да промениме не можеме. Еве земете го примерот со овие какви се културни клубови или како ги викаат со имиња на соработници на фашистите, односно фашисти како год да е. Значи обидот да се донесе закон со кој што а пазете, проблем се само имињата, не друго, не е ништо спорно, да не се дозволат имиња на такви црни ликови од светската историја, не македонската, не зборувам, да бидат називи на такви здруженија, клубови, Бугарија веќе се заканува со вето, така? За такво нешто, наместо да изрази подршка. Што зборува тоа? Тоа зборува дека ние, ако сакаме во Европа, треба да ги исполниме сите бугарски барања. Добро? Кои се бугарските барања? Македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот. Не знам, Македонија е вештачка држава настаната со помош на Тито, кој што го третираат како некој негативен лик од историјата, за разлика од овие што ги спомнав нивните личности. Што друго имавме? Историските личности, периодите, сето тоа, почнувајќи од средновековието, па се до револуционерите, Гоце Делчев. Тоа се сигнали на отворено непријателство на една земја кон друга. Значи, нападите на една земја кон друга не треба да ги гледаме само преку нишанот на оружјето, како што се случува сега горе со конфликтот, односно војната Русија-Украина. Така. Значи, ова е 21 век, има различни начини на војување. Суптилни. Така, специјална војна. Значи, ние сме во суштина мета на Бугарија. Просто кажам. Нема поинаков начин да се каже сето она што Бугарија го прави спрема Македонија. Како гледате на очебиното бегство на нашиот премиер, кој денеска, меѓу другото, и тресна дека донеле стабилност и несигурност во иста реченица едно по друго, но избега поради многу побитни обврски, не оди на отворањето на македонскиот клуб во Благоевград, за кој што исто така Бугарија дигна многу прашина, па се уште не ни знае, колку што прочитав последно градоначалникот, дали ќе биде или не работава. Зборуваме за еден космополит како Никола Јонков Вапцаров, наспрема
тука што не ги натопорија, нели, Ванчо Михајлов, цар Борис III, во најава цар Фердинанд, кој по македоноубиец, да не речам, но сепак. Но еве, премиерот Таче Ковачевски, како и да е, избега и од таа обврска. Не ве изненади, не? Прво, ја мислам дека непотребно се крена прашина, малце се предимензионира отварањето на културниот клуб Никола Вапцаров во Благоевград, искрено. Што се однесува до овие гафовите, па тоа е дел од нашата политичка екзотика. Ние веќе се навикнавме и на многу поголеми од претходниот премиер, така да ова е само продолжување на практиките. Да, и зошто избегнува? Па веројатно смета дека тоа би било политичка провокација во очите на бугарската актуелна гарнитура, односно во очите на Бугарија, и се труди да на некој начин уствари. Не е само тоа. Па ние се отворено откажавме од нашите македонци во диаспората. Така? Со ова би покажале нешто друго. Така да. Така да тоа е само последица од обврските што ги презедовме со договорите кои што не требаше да ги подпишеме и кои што се надевам во некоја можеби не многу блиска, но известна иднина дека ќе ги раскинаме. Дали сепак според она што се случува последниве месеци, милувам да го прашам ова моментот на будење, вие велите дека се уште мислите дека е рано, дека не постои таква критична маса, но дали првите изблици на она што е слободарското, македонското во нив покажаа дека сепак народот полека се буди? Зборувам токму за клубовите Ванчо Михајлов и цар Борис III, зборувам за Ламбе Лабаковски и нели палењето на вратата кое што заврши со условна казна и кршењето на светлосната табла цар Борис III, што беше исто навреда за Охрид, зборуваме Охрид, нели, со целата приказка историја во и зад него. Дали тие двајца, еве како издвоени случаи, покажаа дека нешто сепак се случува, дека стравот полека одминува, но и дека на луѓето им е пукнат филмот и дојдено преку глава? Не е само тоа, апсолутно сте во право. Не постои македонец, не мислам според етничката припадност, според националната, значи да ги изоставам другите, жител, граѓанин според државјанство македонски кој што не осетил револт за ваквиот чин. Пазете, зборуваме за отворена провокација од страна на со некакви фашистички, да речеме, интенции. Тоа е символиката е многу битна. Називот е символичен, зошто не го нарекле место Ванчо Михајлов клубот по некој нивни, не знам, истакнат културен деец, не знам, писател, можеби научник, не знам што год да е. Значи, тука се работи за една смислена провокација, за одржување на процесите, така да нашите политичари, колку и да се трудат да удоволат, да игнорираат се што е провокаторски, да од страна на истакнатите, истурените играчи во бугарската политика, да не зборам за овој што е во Европарламентот, го заборавив презимете, Џамбаски, тоа е, значи, тоа е многу екстремно. Значи, колку и да се трудат тоа да го направат, секогаш бугарите ќе провоцираат. Затоа реков, ние сме во некакво заложнисто ставени. Значи, не постои ни еден човек од нас, не сме до толку без чувство, а секако патриотско, да не реагираме на вакви некакви делувања. Сега, кој ќе се одважи и колку ќе се одважат нешто да преземат како израз на револт, се разбира, тоа е друго прашање. Дали овакво схватила сепак дека се уште мислам дека ја немаме таа критична маса на луѓе, ние сме малце помирливи како луѓе. Не сакаме да се конфронтираме, значи да влеземе во некоја ситуација во која што ќе загрозиме нешто друго. Не сме дури спремни ни да жртвуваме. Ако сакате, тргнете во некоја, сега ќе скокнем на друга тема, организација, некоја јавна институција. Луѓето не реагираат
стручно не реагираат на некои процеси за да не се конфронтираат со директорот, оти можеби тоа ќе ги уназади во некоја позиција, не знам, ќе им се одрази на некој начин. Значи, нашата природа е, односно природа, можеби ментален склоп е таков да не предизвикува доволно силна реакција на едни вакви настани, ако сакате. Ние требаше да се дигнеме на нога за многу работи, а не па за ова символички да реагираме. Факт е, тоа го покажуваат и анкетите, дека потребни се предвремени парламентарни избори, оваа влада нема легитимитет, оваа влада реално падна со Заев, па тоа што го купија како дополнително време со назначувањето на Ковачевски, па оној киднапираниот пратеник кој што тврдеше дека нешто се вуеше со бел зид зад него и селата таа, нели, шарада, но еве анкетите велат 2-1, 3-1 опозицијата наспрема власта. Факт е дека се потребни со сето она што не се случува, но еве како да дојдеме до тие предвремени парламентарни избори? Предвремените избори, ако се случат, некогаш тоа ќе бидат израз на политичка волја, односно ново политичко мнозинство. Јас не гледам друг начин, бидејќи ова власт сигурно нема да се откаже од власта заради собствените неуспеси. Значи мора да се прекројат работите. Сега за сега не гледам сила за да тоа се направи, затоа што многу убаво функционира овој брак помеѓу ДУИ и СДС, така? Зошто би се откажале од тоа? Затоа што ние сме сиромашни, затоа што имаме проблеми во образование, здравство, во се. Да ги интересираше, немаше да дојдеме до ова, да рече. Така да, веројатно ќе чекаме други избори, освен ако во ова ентропијата не се зголеми со некој друг момент, за кој што јас не го гледам. Најавуваат најстрашна зима во историјата, можеби што ли не, ќе немало струја, ќе немало газ, ќе немало храна и што веќе не се слушнавме на такви апокалиптични предвидувања. Што очекувате? Вие некој ги преувеличува намерно заради военно профитерство, заради ширење на некоја психоза или реално зборуваме за Македонија, македонци, израснавме во и со криза. Мислам дека не гледаме толку црно на работите, но некој постојано не клюка острана и но и дома со тоа дека ова што не очекува ќе биде неверојатно страшно и апокалипса невидена. Љупчо, мене ми е малце чудно како сега одеднаш на планетава Земја снема енергенси, снема струја, се поскапува, значи се овие. Ја не сум економист, навистина, и не можам, меѓутоа интуитивно гледам дека се некои шпекулативни процеси за веројатно распределба на некакво светско богатство, големите светски пари, кои што јас не можам да ги објаснам, инаку не гледам причина, значи за да ова се случи не може една Украина и Русија да предизвика проблеми, например, еве, житото поскапува, а житото уште го имаме од ланската реколта, така? Или, не знам, суровото масло исто така ја зголемува цената, а уствари не е дошла новата реколта, па да видиме колку таа ќе чини, нели, колка ви ќе бидат понудата наспроти побарувачката, колка ќе бидат трошоците за нејзина. Така да, сето ова, според мене, е малце вештачка работата. Да, не мислам дека не чека апокалиптична зима, меѓутоа мислам дека не чекаат уште поголеми економски проблеми, раст на инфлацијата, бидејќи не гледам ефективни мерки да го спречат овој галопирачки раст на цените, дел од нив оправдан, но дел и неоправдан. Буквално е како некоја лавина која што расте. Мерките кои што ги понудија се прилично скромни и задоцнати, би рекла. А оние кај индивидуалните, значи во семејствата од посебни категории, мислам дури и популистички. Благодарам што бевте моја гостинка. Ви благодарам на поканата. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас. Да сте живи и здрави и секако чувајте се многу.